плаќат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Слава ти Господи Исусе Христе. Ја изучуваме оваа книга, која е театарски источник, 30 Божи лета театарски битки на театарот Скрби и утеха со македонската култура, враќање на Светиот Дух во атерот на театарот, издадена во издание на Крвта Исусова, се разбира не е финансирана од македонските институции за култура. Секогаш кога имавме некоја годишнина, тие не ги кратеа парите. 2018 година издадена и раскажува некои наши состојби за битки со цензурата. Да се види дека последицата на ова што се случи на Македонија, со тие договори во кои се врзува самата себе, се откажува самата од себе. Рамковен, пржински, преспански, не знам, бугарски, турски, турано-татарски, сатански и така натаму. Срце за дарување, 158 страна, Жан Митрев, хуманист и македонист. Таа Жан го напаѓа кога излезе во кампања во поддршка за промена на името за Европска Унија. Видете, сега се гледа се повеќе дека таму има Содома и Гомора. Тоа нема врска со, но не зборувам за неговите дела. Жан Митрев, хуманист и македонист, срце за дарување. Со малата камера донација од Жан Митрев снимив многу приказни. Најсетне му напишав и нему писмо дека сакам да купам камера и веднаш ми испрати донира средства. Божја работа, да се има срце и душа да се дарува. Претходно позајмував камера од кумашините, старата камера на Игор се расипа, се има свој век. Камерата на кумашините беше со веќе надмината технологија, полека не произведуваат батерии и ти не можеш да снимаш практично. Сетне кој се фали во Господ да се фали, така ја донесе до нас Господ камерата. Надлежните мислеа дека тоа е туристичка камера, кога оде во Пиринско, Албанско, Егејско, за да ги снимам приказните за македонското распетие. Дека е мала, ама фала ти Господе Боже Татко наш, од неја испаднаа, се возродија големи македонски приказни. И тие приказни, фала му на Бога, се имитуваат на телевизија Сонце. И тука благодарност до Ѓорѓија Ѓорча Танасовски, еден македонец исто така со срце. Уште една македонска душа за дарување и македонизам. По филмовите се случуваше да ме препознаваат луѓе и да ми се обраќаат. Ме препознаваа на улица, во болница, пошта, гимназија, месарница, црква, на секаде каде ме носеше Господ. А и приказните се множеа, самите доаѓаа и ни ги испраќаше Господ. Ето тоа е приказната за малата камера која ја купивме со средства од Жан Митрев. Мала камера, а големи дела за македонската култура. Како и за луѓето кои имаат срце да даруваат. До денес се снимени преку 420 документарни приказни Слава ти Исусе Христе. Ова сум го пишувал на 17.3.2018, а денес веќе се преку 1000. 2024-та. 160-та страна. Ѓурѓовден во Врница или дај Боже. Ѓурѓовден 2013 во Врница Головрдо. Ете сме. Славевме 25 годишнина од возобновувањето на театар Скрби и утеха. Им напишав писмо во Министерството за култура дека одиме таму. Сетне 4 години немавме добиено гостување кај нашинците во Албанија. И после сите тие писма, јавни настапи, ни одобрија сума од 30.000 денари за гостувањето. Скромна сума со која не може да се гостува подолго време и со повеќе луѓе, што би се рекло колку да не откачат. И бевме, издржавме, се сними документарната приказна, па одеше на телевизија Сонце. Не е битно што откажуваа кога бевме веќе кинисани. Што организаторите, што нашата амбасада, што нашите и нивните шпиунчиња, ченгенчиња, ми се јаве и ми велат откажувам. Јас им велам, јаска не откажувам. Ме оставија 3 часа да дремам на границата, сетне нашите и нивните. Фала ти Господи. На крајот се беше во Твоите раце и се збидна. Беше тоа уште една битка со нашите и нивните. Кои се нашите, кои се нивните. Слава ти Господи Исусе Христе. По една недела пак отидов во Горно Крчишта, Албанско, Македонско. Играв, го славев Бога и мојата земја и донесов 2 приказни кои одат на телевизија Сонце. Кој се фали со Господ да се фали, запишале духовниците преку Свети Дух.
Дај Боже да имаше за пофалба и од друзите, од нашите и од нивните. Дај Боже, само на Него се надевам, мирвам. Враќањето пред Бога. И етене пак пред Бога, врти сучи се вративме од каде појдовме, од каде сме биле. Во сите представи на скрби и утеха се спомнуваше за Господа, или имаше молитва, или се појавуваше некој светец, а суштински секогаш темите имаа врска за односот на човекот и Бог, и на почетокот и на крајот на представата. Го применував принципот на древниот македонски драмски автор и хроничар Еврипид, го повикував Господ да игра во представата. Дај ми сила во слова, татко мој. Фала ти, благодарам што ми даде сила во словата на крајот. И што тоа што го зборувавме, ти судиш да не ни се случува нам. Па и театарот е настанат за Дионис. Барем така сме учеле под школиите, зборувам за оној во антиката. Инаку има уште еден театар, неолитскиот на Кокино, божествениот, кој е пророчки чин на крштевање во Свети Дух пред да се јави Исус Христос. Велми и упреку. Значи, поминува низ неколку нишани, низ 2-3 нишана. Светлосен злак на 31. јули, те осветлува во челото и на 13 мај 2 пати годишно. Значи, тоа е календар кој се повторува преку 6-7 илјади години. Овој пат игравме представа директно изнедрена од Новиот Завет на Светото Писмо, од Евангелие по Матеј и од посланијата на апостол Павле во Варош. Таа се викаше послание со хоров молевстие, тогаш со Константин Клешаров. Интересно, текстовите од Светото Писмо легнаа како од секогаш да прилегале за театарот Скрби и утеха. Како од секогаш да сме играле текстови од Светото Писмо, со Страшко Милошовски, со богодаруваниот глас. За споредба делови биле поместувани во представите, но овој пат одеше само текстот од Библијата и хорот за слава на Христа сетне. Исте изворот на духовните дарби. Само текстот беше од Светото Писмо. Ете сме пред Бога, славиме 25 годишнина, а представата остави духовен отпечаток кај гледачите. Фала ти, Татко Небесен, што не бодиш по светлината Твоја. Амин. Моите студенти, твоите студенти, посвоени заменки на образовниот систем. Слава ти, Господе. Откако им ги намалив оценките, се подналутија, па отидоа кај Д, да се жалат кај својата П, по актерска игра. Не играле по гимназии, сакале на сцена и да не ги снимам. И ова се повторува и денеска, сега ме викна пред скоро. Зошто сум ги снимал представите, зошто вака, зошто така. Се бунеле студентите, на крај испадна дека некој друг се бунел. Кога П ги поддржува студентите, кои не ги завршуваат обврските, кај друг колега и предмет настануваат разврските. Најсетне К дојде на испитот на оние кои се жалеа да го спаси С, кој не доаѓаше на испитите по гимназиите со Хомера, со Хомеровата Илијада. Професорката ги поддржува студентите во што? Во неработа и во суетност. Им напишав писмо и го оставив на наставничкиот совет. Го поместувам сроченото во учебникот по сценски говор. А сетне направив испитите да одат по скопските гимназии, да се снимаат и емитуваат на телевизија Сонце, да се добие јавност на она што го работиме и што сме сработиле. И имаше јавност. Ме среќаваа луѓе кои тоа го гледале на телевизија и ми велеа дека е добро. Зарем образовниот процес не треба да е достапен на широката јавност. Никогаш претходно на факултетот не е снимен испит и пуштен на телевизија. Зборувам за класите на драмски актери. А има нагорна линија на квалитетот, работливоста кај студентите, тоа сите го забележуваат. Кому му пречи тоа? Кој сака да се сокрие? Дали сакаш да се сокриеш или да се откриеш? Или моите и твоите студенти? Јас мислам дека тие се на Таткото Небесен Исус Христос без разлика на која вера припаѓаат. Сетне професор не се станува со кревање на 2 прста. Тоа е дар од Бога. 166 страна ја звучуваме оваа книга, благословен од Отецот Небесен. Не нема за промоција на МТФ со башета во програмата. Петре ме покани да ми промовираат една книга на МТФ на Македонскиот театарски фестивал во Прилеп. Имав 17 книги излезени во печат дотогаш, па ете една се представи на фестивалот. Арно, ама не немаше пишани во програмата, по програмчињата на фестивалот. Перо му вели на башата, Бог да го прости. Не ми прави проблеми мене. Со тоа што ќе каже, да не ми прави проблеми. Со тоа што ќе каже на промоцијата. И така без објавување мина и тоа чудо. Но за кого и за што? Само форма и несоодветност.
Имам снимка од тој настан, веројатно единствен доказ дека имало промоција на книгата. Театарот како елитна и масовна култура, тој магистерскиот труд, дека имало и немало. После мене се читаат драмите на студентите од ФДУ, после младите, пак дојдоа младите, и некој рече, ете зошто не ми давале представа 3 години и 5 години, немам добиено книга од Минзака, веројатно кога денеска дојде до 17 години. Ако ги бројам јас, зошто не ми даваат книга? Не им се сакаат да ја контролираат содржината. Веројатно внатре има нешто запишано, записано, што не им се свидува, што не им се допаѓа. Оти пишано е. Кој прави зло ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не бидат осудени неговите дела. Оти се лукави. Некој рече, ете зошто не му давале да биде со светлината. Ете заради Светото писмо и Евангелието по Јована. Јоване, Јоване Христов, синко, благословен од Бог, таткото. И Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. Така запишал според духот на вистината ни. Ете зошто се плашат од тие слова. Ете зошто не ти даваат да печатиш книги, ми вели некој. Мене Бог таткото ми дава да редам слова и ќе печатам со него во срцето. Амин, живи слова во срцето. Ете, имав една визија, таа сум ја кажувал, ама не ја разбират они. И се кога ги пишувам книгите, знам дека слегуваат од горе. Слигите не се од мене, тие се од духот. Јалови богови нашите. За секој лош збор ќе одговарате на судниот ден. На отворањето на фестивалот на Војдан Час и се фалат самите себе си. Министерката, градоначалникот и друзите, внукот на владиката, директорот на театар, председателот на театарска комисија, која не ни дава премиери до 3 лета господови театарски. Истите се водители, читаат поезија, исти се кади, судии, владици, вујковци, наместен глас, како некој древено звучувач, горде, горде. Собрале ми се набрале пресветол гособи, телесни, татко, душевни луѓе, самобендисани, се фалат самите не знаејќи што велат писанијата свети. Кој се фали со Господ да се фали, а ние од скрби утеха во деновите следбеници играме од Светото писмо таму во Варош, од црквата Свети Никола, таму ви е местото. Не ни е таму местото. Местото ни е во Царството Божјо. Некој рече дека таму ни е местото, вистинското место за духовност и духовната култура, заедно со хорат молебстие, едни сотрудници. Господ да ги благослови, да играме, да пееме и да го славиме Бога, вистинскиот Создател. Другото е обожување на себе си, лажен обид, јалов обид да се биде како Господ, да се биде Бог, без или со вујкото владиката ни. Доставе со тој вујкото па вујкото. Од да многу вујковци ја дотеравме до овде. Кажи дека Данска е затвор. Вилијам Шекспир, Шекспировски за промена. Или јаловите обиди на нашите да не потоморат. Но Исус е со нас и кој е тогаш против нас? Ете, тоа се тие моменти. Тоа е ова книга. 30 години скрби и утеха, издадена 2018 година. Страф од вистината. Се случи средба. Средба се случи, пазете, ово треба да ги берам, ќе ми ги зедат птиците. Арониите. Се случи средба на професорот и студентот пред Домот на културата Марко Цепенков. Така сакаше Господ. На авторот му се јавува размислата дали е промовирана книгата или не, мислам за театарот како елитна и масовна култура. Како да кажам дека е промовирана кога ја нема во програмчето на фестивалот? Две размисли за театарскиот фестивал во Прилеп. Дали промоцијата е тајна? Од што се исплашија сетне нашите колеги? Од духот на вистината ли? Ете го професорот и студентот си подадоа рака. Се измирија ли, мил Господи? Мина многу време, тој беше амбасадор, театарот го држа на граница, раскол на политиката и културата или она од Светото писмо дека само еден е учителот. Тоа се нашите македонски работи. Истрошивме 4 век битка со цензурата и истата состојба јалови обиди на темнината да ја покрие светлината. Ние не се откажуваме од Бог и од македонската култура, а тие кому му служат на земните господари на паднатиот, или страф од вистината, од духот на вистината. Беше тоа средба која спотнува да се види дека еден е учителот, а тоа е Исус Христос. Слава ти, Татко,
небесен. 172. За кого играме? Зошто починал режисерот? Ех, Господи! Кога ја видовме представата со мандето, се ни стана јасно. Помислил дека е Господ создавал сцени кои понатаму се враќаат за наплата во неговиот личен живот. Го заборавил Бог дека дарбите од Свети Дух се од него и дека само тој е создателот. Не знаел за атерот на театарот, не знаел кому да му оддаде слава, представата темноина, како впрочем поголем дел од фестивалот. Ете затоа починал. Да се создава театар, а да не се верува во Бога е опасна работа, запиша авторот со словата на Бога во драмата Бакниме Чернодрински. Тоа е разлика меѓу скрб и утеха кој создаваше, фала му на Бога, духовна култура, поврзана и произлезена од Бог. Во Светото писмо се вели ќе одговараме за секој изустен збор. Па тогаш размислете, актери, како се однесувате и што говорите на мајката сцена. Или отпосле доаѓа на платата од паднатиот. Ако не играте и го славите Бог, таткото, за кого играте всушност? За кого и кому му играте? Чиј е тој збор? Види Евангелие по Јован Пропа. Суштината во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога. Во зборовите има живот и смрт. Ни вели Бог Отецот во Светото Писмо. Вистинската драма за животот и смртта. А вие размислете колку малку околу тоа што ни порачува Он. За зборовите кои ги озвучувате во животот и на мајката сцена, тој една актерка која играше во скрбите, која ми вели не играм веќе тешки драми, се ми се случува во животот. Потоа имав и од турската и од албанската класа на магистерски и докторски студии, каде предавам обреден театар и таму се гледа. И тие се согласуваат дека тоа што го зборуваат и веруваат до крај им се случува. Една актерка го губеше гласот, зашто колнеше, после кој ја дадов молитвата од Еврипид, македонскиот царски хроничар, прилагодена на денешното христијанство, престана да го губи гласот. Партиската. Свети Никола црква во Варош, место за дружба си, играме таму до 6 лета, господови. Некој рече дека таму не е местото. Дека не припаѓаме на останатите театарски дејствувачи на Македонскиот фестивал и според средствата кои ни ги одобрува или не, ни ги одобрува од МИНЗК на РМСК ПЛБЛБ. Подпишувајте само вие договори со сатаната, играјте си ви оро. 174. За волја на вистината на фестивалот Ристо Шишко во Струмица не викаат, не канат со години. Дури и кога игравме театарска представа за Ристо Шишков со наслов Упаство за лудење, таму владееше та другата партија која е Господот чувај да браниве што направија во Македонија, фрлаа боја, урнисаа се, ја продадоа државата, малцинството го наметнаат над мнозинството, го поништија македонскиот народ. Упаство за лудење, представа за Ристо Шишков, по која се појавува ликот на Ристо Шишков, не примаат, демек го слават Шишков, а не го сакаат на сцената. Ете, па тоа е тоа. Демек го осудија, а сега го слават. Ене Роджа ги убиваше и ги прогласуваше за народни херои. Тој тој систем сатански. После 25 години битка со темнината на сцената, едно е јасно. Ако играш за Бог и даруваш светлина, ако не си со Господ, ти пречи светлината, да не се видат твоите лукави дела. Тоа е состојбата за светлината и темнината во македонската култура, партиската. Партиската и господовата. Ние остануваме во втората Божјата. Амин. Во представата се појавуваше ликот на Шишко во повеќе сцени. 175-та страна. Две глави на режисерот. Едната за театарот, другата за политиката. Едната како амбасадор, другата за оние кои беа држани на границата, а тој не мрдна со малото прсте на рачето за ними. Кога ги држеа на границата незнабожците, од пиринската страна на македонството, од българската. Българ-турски збор, барем така пишува во нивниот етимолошки речник, и значи збирштина празна, масата поглавци смеса. Студентот и професорот се сретнавме пак. Пак му даваат награда студентот и професорот. Професорот и поранешниот амбасадор. Професорот и поранешниот амбасадор коментираше за двете глави на амбасадорот. Или на човекот. Едната за Бога, другата за кого. Минало многу време од студентот до професорот, до амбасадорот, режисерот. Доби биста со собствена глава, ја ставија до него и потоа вели да не речат потоа дека сум имал две глави.
погледна на мене. Веројатно се сети на претходната книга во која го споменуваме со амбасадорувањето. Професоре, тоа е зборот, одлета во спомените и отелотворувањето од умот кон срцето и душите ни. Две глави. Како тргнало, како кенисале да не делат, и тоа им е идејата, да ни дадат нивна глава, за да не мислиме со нашата. На масоните и на сатаништата од европејството натосано, а пишано е во живото слово Господово, секоја мисла да му е покорна на Господ Исус Христос. Тоа подразбира една глава, Исус Христос и христокефалност. Наместо автокефалност, односно своеглавост. Те сакам, Господи Исусе Христе, со 77 страна, полека се движиме, го исфрлиле Светото писмо од програмчето на театарскиот фестивал. Оти на сите пишува од кого е текстот, само кај нас не беше тоа на фестивалот Војдан Чернодрински во Прилеп, да не се налутат другите. Или им пречеше дека на истото пишуваше 25 години театар скрби и утеха. Или се страшат од писмото, од словото на Бог, од живото слово кое проглагволуваше во театарот скрби и утеха. Или од вербата во Бога, или од светлината со која ние се дружевме покрај Исуса Христа, со Исуса на тронот на нашите животи во земно време. Ако Господ е со нас, ако Исус е со нас, кој е тогаш против нас? Кому му пречат македонските теми во театарот скрби и утеха? Славењето на Бога, пеењето за Господа? Кому му пречат? Мои извршители, слуги на темноината, тоа сте вие, мракобесие на световното, кое збеснува од светлината Исусова во делата на скрби и утеха. Имате уште малку време да му се покорите на Бога, време на милост, потоа одите во огнено езеро, по Армакедонската битка. Ете, затоа ние ги славевме тие армакедонски слави, кои ги укино на она господјата со прстето, која си го сликаше, за да не оди во Апсана заради честноста. А Брут е чесен, нели? Шекспир. Го отфрлиле светото и од програмчето на фестивалот. Не пишува на него од кога е текстот на представата посланија. Тука ли е стравот од светлината, на темнината им? Автор е Светиот Дух, самиот Господ. Не е добро да го бришеш Господ, пријателе, сотруднику, блуднику. И на 25 годишнината играме текстови од него, сведочиме, и онака не сме од театанската цензура, од псевдотатковинољупците прифатени. Или ги тревожат песните за славењето на Бога, на молебствие, за простувањето и незнањето. Денес, како да речам, кај Шаров има своја црква и евангелист, веќе не може да не смеат да го напаѓаат. А нашата сотрудничка група молебствена, сотрудници е запишана во книгата на животот. Нам не ни требаат земни регистрации. Оче, прости им, на вистина не знаат што прават. Не ни требаат земни награди за простувањето. И тоа дали на вистина не знаат што прават. И ова е последното кое ќе го исчитам. За себе, мале за себе. ЈП. Поранешниот амбасадор седна до мене. Ме прашуваше што правиме. Беше тоа во театарот во Прилеп, во театарот Војдан Чернодрински. А ние ете скрби утеха, демек не сме од Чернодрински, ние туку сме од Белодрински. Ме опита, демек не знае дека сме под ополување, дека 3 лета Божи не ни одобруваат премиера. Тогаш беа нашите на власт, условно да речеш. Нашите, кои се нашите? Како и дружите темноини во светлата на татковина. Што правите, ме опитува, што правиме? Добро прашање. Го славиме Господ Исус Христос и македонската култура. Тој добива награда за текст, му се поставуваат драмите по новите и старите театри, а мене 3-та година мале не ми одобруваат, мале театарска премиера. Но фала му на Таткото Небесен, не се откажувам, со мене е духот на вистината или се можам со Исуса Христа кој ме крепи. Последен пат кога го видов амбасадорот излезе од бел Мерцедес, ме прегрна велејки ми дека се восхитува на мојата работа за татковината. А еве сега сме овде на театарската представа, на фестивалот во Прилепскиот театар. Што правите, ме опита. Ние му служиме на Бога и на Македонија, а вие, требаше да му срочам,
ама го изгасна светлото и почна театарската представа. Која представа беше? Не помнам. Тука сум во својата земја под будното око на незнабожците кои ја владеат и си ги трошат парите од македонската култура за себе и себе фалење. Така ми ти, брате, белодрински, меѓу белото и црното, меѓу темнината и виделината, меѓу Бог и паднатиот, Исус во срцата на сите, а за вас нема. И јас сакам да имам театар, рече еден од нив. Готово е, беше тогаш член на комисија. Потоа заглави во затвор заради. Беше градоначалник. Видете, на Министерката за култура и реков кога ме цензурираше, пазете, не станете борци против Бога. И таа се продаде себе си ја сликаше прстето, заврши работа. Можете да побегнете од земните судови, дури и Шекспир го има напишано тоа во монологот на кралот, но така не е горе. Еден ден ќе одговарат и вашите деца ќе треба да платат за тоа проклетство, дека сте ја забранувале и понижувале македонската култура и еден сотрудник, соработник, како да кажеш, представник, старешина, посредник, меѓу духовната сила на љубовта Исусова и оваа земна Македонија и сите пошироко. Амин.